Добар ден, драги ученици! Добродојдовте во видеолекциите по физичко и здравствено образование за трето оделение. Јас сум Стојанка Златкова, оделенски наставник во Општинското основно училиште Орце Николов, село Ињево, општина Радовиш. Во овој видеочас ќе имаме наставна содржина тркалење по надолжна и напречна оска. Прво да ја видиме кои цели ќе ги постигнеме на овој видеочас. Цели на овој час: јакнење на горните и долните екстремитети и подобрување на нивната координација при тркалење, развивање на моторичките и функционалните способности на организмот, развивање на мускулатурата на рацете, нозите и големите мускулни групи, да изведува движење по надолжна оска на своето тело и да ја увежбава равнотежата на телото, да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот, да ги осознае техниките на тркалење и да знае да се тркала по надолжна оска. Но пред да започнеме да вежбаме, потребно е да знаеме неколку работи. Треба да сме расположени и насмејани за добар почеток на часот. Секогаш треба да сме облечени во лесна и спортска облека, за да бидеме опуштени при изведување на движењата. Треба движењата да се изведуваат правилно, за да се избегнат повреди. Треба да си обезбедиме слободен простор за вежбање. За време на вежбањето треба да внимаваме на дишењето. Часот го започнуваме со вежби за загревање на телото, а секоја вежба ја повторуваме 5 пати. Вежби за правилен развој на врат, раменскиот појас и раците. Телото е во исправена положба, раците на половина, со главата се прават движења лево и десно. Неколку пати се повторува оваа вежба. Исто и во втората вежба, телото е во исправена положба, со брадата се прават движења кон рамото лево и десно. Во третата вежба стоеме во расчекорен став, раците се исправени, расширени во висина на рамената, се прават мали кружни движења во пределот на рамото, назад и напред. И оваа вежба се повторува 5 пати. Исто како и претходната вежба, со раците се прават кружни движења само во пределот на лактот во лево и десно. И оваа вежба се повторува. Во следната вежба телото е пак во исправена положба, грбот е исправен, со раците се прават челни кругови напред-назад. Телото во третата вежба е исправено, раците се покрај телото, се подигаат нозите на прсти, заедно со нозите се подигаат раците над главата и повторно се враќа во првобитната положба. После овие вежби правиме кратка пауза од 10 секунди со цел опуштање на мускулите и зглобовите. Вежби за мускулите на стомакот и грбот. Телото се наоѓа во легната положба. Се подига прво левата нога, свиткана во коленото и се враќа назад. Потоа се крева и десната нога, се свиткана во коленото, се враќа назад. И потоа се повторуваат наизменично со нозите овие вежби. Следната вежба е телото пак е во легната положба. Ногата исправено се подига нагоре и се враќа назад. Истото тоа се повторува и со другата нога и оваа вежба се повторува наизменично. Во следната вежба телото се наоѓа во легната положба, нозите се свиткани во подколеницата, горниот дел од телото се подига до седачка положба и се враќа назад. И оваа вежба се прави 5 пати. Вежби за истегнување на мускулите. Телото е во исправена положба. Раците се фаќаат зад грбот,
Раците полека се повдигаат нагоре и се спуштаат надолу. Во следната вежба телото е во исправена положба, едната нога се подига нагоре и со телото се наклонуваме кон исправената нога. И тоа го повторуваме со двете нози. Во третата вежба телото пак е во исправена положба, но едната нога се подига странично и со телото се наклонуваме кон исправената нога. И тоа го правиме и со другата нога. После вежбите за загревање на телото ќе се обидеме да ја освоиме новата наставна содржина – тркалене по надолжна и напречна оска. Но овој час треба да ги совладеме техниките на тркалене по надолжна и напречна оска. Треба да научиме како се тркала по надолжна оска во домашни услови, но истата вежба може да се изведе и во природни услови. Потребно ни е душек или подлога за вежбање. Насоки за правилно изведување на вежбата. Телото се поставува во легната положба. Нозите се споени за да телото има целосен контакт со подлогата за вежбање. Потоа се исправаат раците со споени дланки. Во оваа положба телото има целосен контакт со подлогата. На даден знак се почнува со тркалене на десно, со бавно темпо се повторува 3 пати. Потоа вежбата се повторува на лево 3 пати. Еве јас ќе ви покажам видео. На десно се прави. Еве пак ќе повторуваме вежбата. Еве на лево и на десно. Се прави пауза за опуштање на мускулите со правилно дишење и вежбата се повторува неколку пати со различно темпо. За следната вежба е постапката иста, само раците ги вкрстуваме на градите и се тркалеме напречно. Оваа активност со тркалене може да се изведе во природни услови, но со раците треба да го покриеме лицето за да не дојде до повреди. После освојувањето на техниката потребно е да ги опуштиме мускулите. Легнете на грб и со помош на рацете свиткајте едната нога кон градите, потоа другата и така наизменично се повторува неколку пати. Следната вежба е легнати пак на грб, со помош на раците свиткајте ги нозите кон градите и исто така и оваа вежба се повторува неколку пати. Еве имаме и опуштање на мускулите пак, со лежење на грб се опуштат и раците и нозите. Со ова, ученици, часот заврши. На крај ќе ви кажам, во здраво тело, здрав дух. За да се одржува здравиот дух, треба да се негуваат следниве навики. Редовно одржување на личната хигиена, консумирање на здрава храна, физичка активност, редовен мирен сон. Ви благодарам на вниманието.